во изминатите речиси 3 месеци се докажа дека во СДСМ ситуацијата е непроменита после Новото раководство на чие чело беше поставен Зоран Заев и Радмила Шекеринска се обиде, би рекол деломно и успешно, да одгуми независност и различност од нивниот вечен лидер. Но дојде крајот на таа приказна. И деструктивноста пак се врати таму, каде што всушност и цело време било. Во минатите денови СДСМ постојано низ порталите кои ги контролира пушташе мноштво интриги, лаги, манипулации и сплетки. Ние молчевме. Молчевме и работевме фокусирани на изнаоѓање на решение. Си велевме, ако не дојде до решение и останеме коректни и доследни, барем ќе исплива на површина вистината. Затоа не сакавме да се служиме со нивните методи на интриги и сплетки додека траеја преговорите. Бевме крајно конструктивни и спремни за компромис. Пред се, заради државните и националните интереси на земјата, а во тој контекст и за европските интеграции. СДСМ купуваше време и одоговлекуваше, а патем постојано низ јавноста пушташе невистини или полувистини, обидувајќи се на планираниот завршеток, да му даде подкрепа, односно подготовка. Има време за се. Има време и за викенди, и за музички фестивали, и за пејачи, но за продолжение на работата на комисијата нема време до пред една недела кога лично го повикав Зоран Заев кај мене на средба, која не можеше да ја одбегне. Нашиот почетен став, и тоа и нашиот денешен став, беше и е следниот. На 24 декември Бранко Црвенковски го втурна СДСМ во 5 месеци однапред смислено сценарио за насилно превземање на власта преку преходна блокада на институциите и создавање длабока политичка криза, во која како лов во матно, СДСМ се надеваше на гласови добиени во ситуација на очеј на граѓаните заради создадениот хаос. Не знам дали некого тоа го потсеќа на атмосферата од после конфликтот и триумфалното враќање на Бранко Црвенковски на чело на земјата од 2002 година, од прилика 10 години пред смислувањето на овој план во јули минатата година од него лично. Сепак, овој пат на другата страна има друг противник и намерата не се оствари. СДСМ со насилство во парламентот го блокираше носењето на буџетот. Создаде хаос во и пред парламентот. И кога виде дека на тоа се одговори со сите законски средства во правец на одбрана на уставот и демократијата, се обиде со толпа од околу 3000 партиски приврзаници насилно да влезе во парламентот. Не успеа ни во тоа. Институциите на државата профункционираа и во овој случај и намерата беше спречена. Уставот повторно беше заштитен. Интервенцијата на службите задолжени за безбедноста во собранието беше легитимна, законска и во правец на заштита од кршење на уставот. Останувањето на новинарите од галеријата за чие присуство токму во таа галерија има само пракса, но не и законска обврска, или пак пишан документ, беше дел од пошироката безбедностна стратегија во кризна состојба. Да подсетам дека таму во галеријата покрај новинари имаше и партиски активисти на СДСМ кои се представуваат за новинари. И токму тие пружија отпор на службите одговорни за безбедноста во собранието. Се со цел да искреираат лоша слика при нивното отстранување и да го комплетираат зацртаниот план на СДСМ. Но сепак, сето ова се случуваше пред почеток на седницата, а за гарантираната со устав јавност на седницата беше обезбедена преку телевизискиот пренос на таа седница од моментот кога седницата започна. Интервенцијата на полицијата пред парламентот беше исто така легитимна, законска и во правец на заштита на уставот. Поголемиот дел од толпата го знае тоа и не случајно само околу 500 лица тргнаа во насилното влегување во парламентот. Значи, да заклучам, дека ставот на ВМРО ДПМН е бил и ќе биде дека 24 декември беше ден
кога законски се одбрани и се заштити уставот и парламентот на Македонија и се спречи негово нарушување. Исто така став на ВМРО-ДПМН е дека СДСМ во неколку наврати го прекраши уставот, противуставно блокирајќи го работењето на парламентот, испречувајќи го председателот на парламентот, комисиите и самиот парламент во неговата работа. Сепак, за време на преговорите во ад-хок комисијата, со наша добра волја за успех на Македонија, најголем дел од овие наши ставови и ставови на мнозинството граѓани кои се факти дека СДСМ одеше на насилно преземање на власта, се согласивме да не влезат во извештајот на ад-хок комисијата. Целевме дека СДСМ нема да прифати реален извештај и се откажавме од внесувањето на овие факти да бидат дел од извештајот. Тоа беше наш огромен влог во овие преговори. Кога ова го виде креаторот на 24 декември, се испаши дека новото раководство на СДСМ ќе постигне договор за компромисен извештај. Веднаш по неговото осмени текот на преговорите кои беа во самиот финиш и СДСМ излезе со комплетно нова позиција. Новата позиција беше во правец дека не само што СДСМ и тој лично треба да бидат амнестирани од одговорност, туку ВМРО-ДПМН треба да се прогласи за виновна, дека го прекршила уставот во најмалку 2 наврати, во моментот на отстранување на претениците, кој го попречуваа работењето на парламентот, што беше согласно деловникот и праксата во минатото, и во моментот на отстранувањето никаде, како што кажав, нема пишано правило кога можат, а кога не може да престојуваат. Со желба да успее извештајот. Со желба да успее извештајот, а со тоа да успее и Македонија. Имајќи во обзир дека ние сме најголема партија, со 158.420 членови, а имаме за противник раштиман оркестар, проценив дека треба да покажеме ширина и да им попуштиме во текот на преговорите. Не само што се откажавме од влегување на фактите за кршење на уставот и законите од страна на СДСМ во извештајот, за која предмалку говорев, туку и почнавме да прифаќаме и формулации кои некој можеше да ги разбере и како наше преземање вина. И на некој начин СДСМ можеше да ги употреби како своја алиби за излез од состојбата во која самата се доведе. Многу ризикувавме со тоа, но мислевме дека вреди да се загуби нешто во овој извештај со цел да се добие нешто добро за државата. Но на крај, на СДСМ, и тоа не му беше доволно. Побара од нас 2 работи, и тоа: прво, експлицитно во извештајот да стои дека сме го прекршиле уставот, и второ, нашите представници во комисијата да гласаат за тоа и да го потпишат тоа. Тоа е ситуација кога некој не сака да биде работата. Тоа е ситуација кога личниот и партискиот интерес се става пред интересот на државата и на сите граѓани. Тоа е Бранко Црвенковски. И ова е неговото раководство. На средбата на која и јас присуствував во вторникот, оваа недела, ги подсетив дека 3 месеци после 24 декември во Македонија имаше локални избори. Дека и пред и за време на кампањата нивниот вечен лидер одеше во јавноста само со една теза и ништо друго, а тоа е дека ВМРО-ДПМН на 24 декември го прекрши уставот, ги погази законите и така натаму. Ги подсетив и дека ние во првите 5-6 дена од кампањата го негиравме тоа и потоа престанавме да зборуваме на таа тема, оставајќи народот сам да одлучи и верувајќи дека народот имаше доволно време да ја разбере ситуацијата. На крајот, резултатот во бројот на градоначалници беше 58:4 во наша корист. Во бројот на гласови беше 140.000 гласови разлика во наша корист, поголема и од онаа во 2009 за која мислевме дека е недостижна повторно. И реков дека секој разумен политичар би извлекол поука од оваа порака на граѓаните. И додадов дека ако тоа им е малку, можеме повторно да го прашаме народот на предвремени избори веднаш, за да се изјасни за тоа. Не дадоа прецизен одговор, иако во нивните брифинзи
за од нив контролираните портали брифираа дека веднаш прифатили. Се воздржавме од јавен коментар во интерес на преговорите. Како понатаму е прашањето сега? Како во ситуација кога Европската Унија навестува одземање на препораката ако не се постигне договор? СДСМ целеше кон тоа. Или целосно ВМРО ДПМН е јасно и недвосмислено да е преземе вината за декемвриските случувања и на база на тоа тие да градат изборна стратегија, или да не се постигне договор. Земјата да добие негативен извештај, препораката да биде загубена, па на база на тоа да ја градат нивната изборна стратегија понатаму. Колку неодговорно кон сопствената земја и кон сопствените граѓани. Во една ваква ситуација, ВМРО ДПМН ги нуди следните алтернативи. Прво, комисијата има 5 члена. 3 од нив се членови на СДСМ. Предлогот е да се собере комисијата веднаш и со надгласување нека изгласаат како сакаат извештај во делот на правните квалификации. Ако председателот на комисијата Борче Давидковски не сака да гласа на ваков начин, ВМРО ДПМН ќе подржи веднаш нов председател, кој ќе го предложи СДСМ. И со оваа пресконференција може да се смета дека го подржуваме било кој нивни предлог за председател, без за тоа да се состануваме. Било кој. Подготвени сме за председател на комисијата да го прифатиме и самиот Бранко Царенковски, или Зоран Заев, или Радмила Шикеринска, или Јани Макрадули, или било кој. Кој тие ќе го изгласаат и одберат. На тој начин, СДСМ ќе добие извештај, каков што сака, што се однесува до правните квалификации, каде што и се блокираше работата, по нивна мерка, а Македонија ќе се ослободи од заканата за губење на препораката. Се разбира за нас и за најголем дел од македонската јавност, тоа ќе биде партиски извештај, но барем ќе го има. И државата и народот нема да трпат последици заради деструктивната политика на СДСМ. Ова би можело да се направи во текот на утрешниот ден. И втора алтернатива. Ако и ова е неприфатливо за СДСМ, тогаш го предлагаме следното. Веднаш во понеделник, на итна седница со одлука на парламентот, да распишеме предвремени парламентарни избори. При тоа предлагаме утре да подпишеме 2 верзии на правните квалификации во извештајот. Едната која ќе биде согласно ставот на ВМРО и во која ќе пишува дека е валидна само ако на изборите на 13 октомври ВМРО добие повеќе гласови отколку СДСМ. И втората, која ќе ги содржи правните квалификации кои ги преферира СДСМ и во која ќе пишува дека таа е валидна и стапува на сила доколку на денот на превремените избори на 13 октомври СДСМ добие повеќе гласови од ВМРО ДПМН. 13 октомври е последен ден, недела, пред 16 октомври, кога треба да се објави извештајот на Европската комисија за Македонија. И тогаш ќе имаме потпишан, валиден и потврден од граѓаните извештај. Така што тоа нема да биде причина за одземање на препораката од страна на Европската комисија. Во понеделник е последниот ден во кој може да се распушти парламентот, а изборите да се одржат пред објавувањето на извештајот за Македонија во Брисел. Па нека одлучи народот каде е вистината и кои луѓе сака да ја водат земјата во наредните години. Со ова еднаш за секогаш ќе се затвори ова прашање и ќе се одбегне негативен извештај за Македонија. Очекуваме јасен одговор веднаш, а најдосна до утре. Секое условување ќе го цениме за купување време и одбивање. Превремените избори имаат смисла ако се одржат пред објавувањето на извештајот на Европската Унија за Македонија. Со други зборови кажам, скратено, или гласете како сакате извештај во делот на правните квалификации. И онака 6 месеци се боревте во комисијата да сте вие 3, а наши 20 представници. Или ајде на избори, па народот нека реши. Благодарам. Повелете. За прашањето за предвремени избори, денеска Зоран Заев рече дека нема да учествува на избори кои би биле криминални како иминатите. Може ли ваш коментар за неговата изјава? Па,
Ако рекол Зоран Заев дека минатите избори беа криминални, тогаш тој победил на минатите избори за градоначалник на криминален начин. Затоа што на тие криминални избори Зоран Заев стана градоначалник на Струмица. И сакам да ви кажам дека изборите не може да бидат ексклузивитет на тоа дали една партија ќе учествува во нив или нема да учествува. Имате подршка од шире пратеника за понудата за предвремени избори? Веруваме дека ќе имаме. И веруваме дека и СДСМ ќе го подржи тоа. Доколку ја избере таа алтернатива, се разбира, има две алтернативи. Дали сте запнале во преговорите кај новинарите, така беше кажано од страна на претседателот на комисијата? Тоа не е точно дека сме запнале во преговорите кај новинарите. Ние понудивме најмалку 20 алтернативни решенија, кои што беа коректни и кон новинарите и кон сите за решение во тоа прашање. СДСМ не прифати ниту едно, а лиферуваше важни информации дека тука сме запнале веројатно со цел да ни се додвори на новинарите и да прикаже некоја ситуација која што ним им одговара. Сведоци за тоа си и представниците на меѓународната заедница. Дали вистина дека се прифатиле одговорност да уставно прекршување кога претениците беа изнесување од собрание на 24? Тоа исто така е неточно и дека сме прифатиле одговорност за уставно прекршување од наша страна со изнесувањето на претениците и веројатно е со цел за решавање на внатрешните струи во СДСМ, за да се покаже дека тие што преговарале се грижеле за претениците, па нешто извисувале. Не гледам друга причина заради тоа. Премиер, на кои забелешки ваши или ваши заклучоци СДСМ не се согласи? Не разбрав како, на кои забелешки? забелешки? На кои ваши заклучоци кои што нели требало да ги Имаше голем број, значи само во делот на новинарите дававме над 20, а во другите делови веројатно 70, 80 или можеби 100 варианти понудивме за да се реши прашањето, односно да се заврши с успех комисијата.